Зборот фобија значи бегство, паника или страф од губиток на контрола, немоќ на контролирање на моменталниот страф, забрзување на пулсот, чувство на несвистица, болка во градите, вртоглавица, жалудочна мачнина, како и обилно потење. Постојат ситуации кога кај луѓето се појавува едно интензивно чувство на страф, кој што е ирационален, една интензивна и ирационална реакција во одредени ситуации и со одредени предмети, меѓутоа не постои реална основа за да тој страф се чувствува. Односно личноста е свесна дека не е логично да се чувствува така, меѓутоа не може да ја намали или да ја избегне емоцијата. Генерално, значи, фобиите се ирационален, интензивен страф од одредени ситуации, од одредени предмети. Како што објаснува психологот, фобијата може да биде наследна, доколку член од семејството имал таков проблем, и тие личности се повеќе подложни на ризик. Околината исто така има битен фактор и травматските настани од детството. Оние деца кои биле изложени на интензивни страшни слики и искуства може да изградат фобија, а тоа го прават како заштитен механизам за да се справат со искуствата понатаму. Постојат многу фобии, меѓутоа во денешницата се издвојуваат неколку како најчести. Најчести фобии со кои што луѓето се соочуваат се агорафобијата, тоа е страф од јавни места. При тоа едно интензивно чувство на страф при кое што личноста го доживува кога е одвоена од познато место или позната ситуација и претежно се јавува кај женскиот пол, иако не е исклучена можност да се јави и кај мажите. Личноста тогаш се плаши да остане сама, се чувствува нелагодно, мисли дека нешто лошо ќе се случи, дека ќе нема кој да ја помогне. И при секој обид да го победи тој страф се јавуваат тие симптоми како потење, сушење на устата, слабост на нозете, забрзано срцебиење и потреба да побара помош од најблиската личност. Потоа друга честа фобија која што се јавува кај луѓето е стравот од висина или акрофобијата и стравот од летање, аерофобија. Стравот од смртта исто така е доста често присутен кај луѓето, тоа е некрофобија и стравот од темнина, тоа е почесто карактеристично за малите деца, никтофобијата и стравот од змии, тоа е офидиофобијата. Морам да ја спомнам и социјалната фобија, која што се сеќава кај луѓето, а тоа е страф од социјални настани и страф од луѓе. Се јавува едно чувство на страф во состојба на социјален контакт и во таква една ситуација личноста се плаши да не биде смешна, да со своето однесување не го наруши незиниот социјален статус, социјален углед. И тоа се едни личности кои што се соочуваат со чувство на несигурност, меѓутоа тоа може да биде резултат на еден неадекватен процес на социализација во средината во која што живеат. Кога станува збор за нивното лечење и третирање, психологот ги напомена психотерапиското и психолошкото советување, меѓутоа некогаш се оди и на други методи. Една од најчестите кои се докажани како најдобри е когнитивно-бихејвиоралната терапија, која значи постепено приближување на личноста со стравот.